Почитувани граѓани, стоп за дезинформациите е еден од 10 приоритети во владината стратешка рамка Акција 21 за европски стандарди дома. СДСМ како одговорна партија целосно е посветена на спроведување на активности за спротивставување на дезинформациите, лажните вести, со што ќе се спречат штетите кои му ги нанесуваат на нашето општество. Во рамки на планот за одлучна акција против ширењето на дезинформации и против нападите врз демократијата, во периодот пред нас ќе има засилени активности, широки консултации со медиумските работници и граѓанскиот сектор и уште посериозна, поинтензивна борба со дезинформациите, со говорот на омраза и сите други форми на хибридни закани против демократијата. Со овој план изработен е и протокол за кризни комуникации помеѓу Централниот владин комуникацијски сервис и министерствата, кој што за време на ковид-кризата изминатата година значително придонесе во сузбивањето на лажните вести, кои во огромен број беа пласирани преку медиуми со сомнително финансирање и блиски до опозицијската ВМРО-ДПМН. Такви тенденции, за жал, се препознаваат и денес во вестите поврзани за вакцината против COVID-19, се со цел да се предизвика недоверба кај граѓаните, несигурност и паника, и секако да ги обезвреднат силните напори на институциите и лекарите во борбата против пандемијата. Ваквите обиди ќе се разобличуваат како дезинформации во соработка со факт-чекери, а на медиумите ќе им се обезбеди најтранспарентен пристап до релевантни извори и информации со цел креирање објективни медиумски содржини кои се од јавен интерес. Јавниот интерес мора да се штити. Граѓаните треба и мора да бидат целосно, точно, навремено информирани за начините за заштита од ковид, вклучително и за процесот на вакцинација. Лажните вести се директен удар врз демократијата. Тие мора да се препознаат, да се посочат, разобличат и целосно да се сузбијат. Токму затоа е важна и образовната реформа за воведување на медиумска дигитална писменост во основното образование. Почитувани, завршена е процедурата за усогласување на меморандум за соработка на нашето Министерство за одбрана со НАТО на полето на сајбер нападите. Овој меморандум ќе овозможи координирана реакција на сојузниците во случај на сајбер напади. Нашата држава има голема поддршка од стратешките партнери во борбата против лажни вести и дезинформации кои го напаѓаат целиот свет. Целосно посветени, Северна Македонија ќе биде лидер во изнаоѓање на решенија и заедно со партнерите од Европската Унија и НАТО соодветно ќе возврати на оваа штетна појава. Благодарам.